Изборната кампања ги прикажува политичарите онакви какви што граѓаните сакаат да ги видат. Тие во спотовите и во непосредните средби се трудат да бидат фини, пристапни и симпатични на граѓаните. Успеваат ли? Дали политичарите со спотовите би го смениле твоето мислење? Не би го сменил. Значи, оно што го мислиш, тоа е тоа. Тоа е тоа, јас сум го кажал, од време сум го кажал, не сум го оце. Јас сум 65 години, ама до сега ништо не е сменено. Нека мене не смеат да доти, ја не кажувам за кој сакам, за тај ќе си гласам. Ваше лично мислење? Да. Ја не кажувам сега. За кој сакам, за тај ќе си гласам. Не мислам. Не верувам. Оно што сте го зацртале, тоа е. Тоа е. Па не. Значи, оно што сте го зацртале, тоа е. Да, тоа што си мислам, тоа ќе си биде, да. Експертите за изборниот настап на политичарите велат. Загрижувачки е што слоганите, пристапот немаат во себе искреност, немаат човештина, иако ја бараат довербата на граѓаните и што е најважно, не зрачат со искреност. Со трчање, лелуеви коси, прилично стоквени и нашминкани фаци, не се придобива искреноста или бодот кај граѓаните. Колку изборните спотови и представата во најубава варијанта на политичарите ќе го смени нивното мислење за нив? Дали кампањата ќе го промени вашето мислење за политичарите и партиите? Не верувам. Тешка работа. Може би, али не сум 100% сигурен, 50 на 50 идам. Со 50% идам. Во однос како тие ќе се представат? Да, како ќе се представат. Нивните кампањи, и тоа не. И тоа не. За мене па исто си останува. Шо сум си размислил тоа? Не. Значи, останува исто. Останува на тоа мислење. Сепак експертите велат. Промената на ставот зависи пред се од понудата на оној што го бара гласот. Тоа што мене ме загрижува е фактот што во овој момент нема искрена понуда. Кампањата на претседателските избори е во трет ден и се уште спектакуларно ново не видел и не слушнал никој. Деновите кои предстојат носат неизвестност, но и очекувања дека нешто ќе се случи. Може би такво нешто ќе ги оттргне или приближи гласачите на една или друга страна.